еднаш се изгоревме. Сега јас прашувам. Јас знам дека во животот еднаш е дозволено да сгрешиш. 2 пати си будала, 3 пат си идиот. Ние ќе дозволиме ли втор пат сега да бидеме изиграни? Кај мене се дојдени стотици бизнисмени, кои што викат страм да ви бе, носите сировини од цел свет, од Јапан до Канада, не сте способни струја да си набавите. Одите ги лижите тамо во владата, што прв пат во животот слушнале за струја. На бизнис заедницата и прекипе, откако власта со месеци беше глува на нивните аларми дека се оставени сами да се справуваат со енергетската криза, во драматичен тон алармираа дека вака повеќе не може. Првиот човек на Стопанската комора бара одговорност од регулаторот за катастрофалното справување со енергетската криза. До кога ќе седиме по петелот со вратот да ни ја скинат главата? И на крајот цената си ја плативме ние. Па сега треба уште да бидеме конструктивни. Како не треба, немојте сега, видите, има други проблеми таму, со уставот и така натаму, немојте за струјата повторно. Не за струјата секоја недела. Тоа е втора ставка во потрошувачката на секоја фирма. Бранко Азески предупредува дека власта ги оставила на цедило големите компании да се снаоѓаат како знаат и умеат, но и да плаќаат енормно високи сметки за струја. Мали и средни предпријатија, окей, мали и средни предпријатија, тоа ми е јасно. Ама што ни е локомотивава која загубиве? Кај ќе одат малите и средни? Ние зборуваме овде за озбилни работи. Без ова работа не функционира ништо, крвото ќе на државата. Од најголемата бизнис асоциација предупредуваат дека потребите на стопанството повеќе не смее да се игнорираат. Без конкретни мерки, отказите и затворањата на фирмите ќе продолжат да се зголемуваат. Сите се исплашени да критикуваат, пошто се исплашени од последиците. Затоа не трпи критика владата. И она е партнер у секој аспект од нашето живење. И бизнисот и воопште свет. Стопанствениците реагираат дека енергетската криза била главната причина што компаниите биле приморани да избркаат од работа стотици работници, и тоа поради високите сметки за струја кои поскапели до 470%. Имаме сериозен застој на економијата во сите сегменти. Македонија е мала во тој сегмент, меѓутоа слушаме константно за отпуштање на работници, запирање на производни капацитети, а тоа значи и помала потрошувачка на енергија. Дека власта целосно потврди и направи катастрофални грешки во справувањето со енергетската криза потврди извештајот на државниот ревизор, кој предупреди дека компании без искуство и со влог од само 5000 евра добиле лиценци да тргуваат со струја. Ревизорот предупреди дека без промена на стратегијата, кризата може да биде уште подраматична.